Со трибина насловена "Разговори за театарот", актерите од Кумановскиот театар денеска во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев го одбележаа Светскиот ден на театарот 27 март. Светската и македонската порака напишани од египетската актерка Самиха Ајуп и театарската и филмска актерка Теута Ајдини Јегени ги прочитаа актерите од театар Куманово Жарко Јовановиќ и Владанка Димковска. Ние и никој друг ја имаме способноста да го афирмираме животот, затоа да го шириме животот заедно за доброто на светот и човечноста, вели во својата порака по повод Светскиот ден на театарот Самиха Ајуп. Секој нерв во моето битие трепери под притисокот на она низ што сите ние минуваме. Страдањето на театарските и нетеатарските уметници. Страдањето од големите притисоци и мешаните емоции кои се надвиснуваат над светот сега и тука, денес. Нестабилноста е директен резултат на она низ што поминува нашиот свет. Конфликти, војни, природни катастрофи, кои имаат очаен ефект не само врз нашиот материјален свет, туку и врз нашиот духовен свет и нашиот психички мир. Авторката на националната порака од Македонија, Теута Ајдини Јегени, пак за театарот ке рече: "Љубов, тоа е вистинскиот збор кој ми доаѓа на ум кога мислам на театарот, кога сум во него, на сцената, во публиката, додека ја подготвувам улогата." А чувствата? Тие не можат да се опишат така лесно со зборови. Туку се испреплетени и срцето, и душата, и умот, и телото. Тука се и потта, и солзите, и смејата, и лутината, и болката, и радоста. Тоа е. Сигурно сум она што му се случува на секој театарски деец, затоа што без тие чувства не секој еден учесник во создавањето на идниот живот на една представа не ќе може да ја пренесе драмската магија до публиката. Секој еден од нас, кој работи и живее со театарот, ја има таа љубов во себе. Драматургот Трајче Кацаров и книжевните и театарски критичари Гоце Ристовски и Тодор Кузманов сметаат дека иако театарот секогаш имал препреки на својот пат и секојдневно сме соочени со напливот силниот технолошки напредок, сепак театарот успева да истрае. Јас сметам дека и во ова време театарот ќе истрае и покрај тоа што сме соочени секојдневно со овие медиумите електронски, со социјалните мрежи, и секогаш тие нудат нешто можеби позабавно, поинтересно, нешто кое што не бара од тебе да се изместиш од топлата фотелја и од папучите домашни, од пижамата, од домашната халетка. Од друга страна, театарот сепак успева во ова време, во ова динамично време, да ги прибере своите адоранти, они кои што постојано трчеле по колата на Теспис, оние кои знаеле да не го запират тркалото на театарот, да застанат во негова одбрана, всушност да бидат дел од неговата стварност. Навистина театарот има стварност која тешко може да се победи, да се растори и токму поради таа стварност јас мислам дека ќе обстои се додека има потреба човекот да биде некој друг, а не секогаш она што е. Значи, театарот е мимези, на некој начин имитација на стварниот свет. Театарот е всушност конструкт на човековиот духовна градба и секогаш би требало да се подпираме на неговите можности, на она што тој го сака и што може да ни го даде на нас, поготово ние луѓето, бидејќи јас театарот го сметам како жива материја која се отворува преку нас луѓето. Театарот е од сите уметности најживата уметност и на театарот му е потребно се разбира комуникација со жива публика. Тоа е неговата специфика, неговата карактеристика. Еве и денес во овие, би рекол, турбулентни времења кога се соочуваме со многу предизвици како што беа болести, пандемии, војувања и така натаму, театарот успева да преживее и покрај големиот наплив, велам и силниот технолошки напредок на главно дигиталната технологија, кај што е притиснат, но сепак друго е кога тоа се следи на екран, на бим и така натаму, па дури некој холограм кој што прекрасно може да имитира дека тоа навистина се случува живо, но живиот контакт е тоа што останува. Затоа театарот му е потребен и на луѓето, а на театарот им е потребна публика. Како да дојдеме до побројна публика? Веројатно со
стратегија која што треба да се гради, имајќи ги сите овие нешто што ги кажувам во предвид и пред се репертуарската политика. Негова должност е да не заштити од хипокризија. Наша должност е да не го изедеме со егото. Мора да го браниме и пресоздаваме. Мора да не брани и пресоздава, за да станеме поголеми луѓе. Среќен светски ден на театарот, напиша актерите од Театар Куманово.